Брисел продолжува дводневниот состанок на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО, на кој учествува и македонскиот министер Владо Мисајловски. Главни теми на денешната седница на Северноатлантскиот совет се зајакнувањето на одбраната и отпорноста на НАТО, зголемувањето на одбранбените трошоци и ситуацијата на Западниот Балкан. Првиот ден од состанокот беше посветен на борбата против исламската држава и продлабочувањето на соработката со партнерите од Азиско-Пацифичкиот регион. Исто така, се одржа и заседание на Советот за соработка на Украина, на кој украинскиот председател Зеленски ги истакна аспирациите за членство на Украина во Алијансата. Земјотрес со јачина од 5,9 степени според Рихтер ја погоди Турција, со епицентар на 46 км источно од Малатија, на длабочина од 9 км. Малатија, која веќе претрпе тешки оштетувања од минатогодишните разорни земјотреси, повторно се соочува со сериозни последици. На социјалните мрежи се појавија снимки од моментот на ударот, кој предизвика паника меѓу населението. Властите во Турција ја следат ситуацијата, а засега нема информации за жртви или материјални штети. Американскиот милијардер Илон Маск донирал $75 милиони на организацијата Америка ПЕК, која се бори за победа на Доналд Трамп на претседателските избори во Соединетите Американски држави. Организацијата се фокусира на зголемување на оддивот на гласачите кои ќе го поддржат Трамп во клучните држави, трошејќи околу $72 милиони во периодот од јули до септември, покажуваат податоците доставени до Федералната изборна комисија. Оваа донација го позиционира Маск како еден од најголемите донатори на кампањата на Трамп, додавајќи го на листата на републикански мегадонатори како Тимоти Мелон и Мириам Аделсон. Маск, кој претходно го поддржувал демократскиот кандидат, сега јавно застана зад Трамп и се појави со него на митинг во Пенсилванија, држава која е од клучно значење за предстојните избори. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун изјави дека Јужна Кореја е странска и непријателска земја, отфрлајќи го концептот за обединување на двете Кореи како национална цел. Оваа изјава доаѓа по измената на Севернокорејскиот устав, со која Јужна Кореја официјално се означува како непријателска држава. Ким истакна дека променетата природа на сојузот меѓу Јужна Кореја и Соединетите Американски држави, како и нивните напредни воени маневри, го нагласуваат значењето на посилно севернокорејско нуклеарно одвраќање. Ким дополнително изјави дека неодамнешното уништување на патните и железничките врски со Јужна Кореја символизира не само физичко прекинување на комуникациите, туку и крај на злите односи со Сеул. Со ова, Северна Кореја целосно ја отфрла идејата за повторно обединување, преземајќи чекори за зацврстување на границата и поддржувајќи систем на две држави. Руското министерство за одбрана соопшти дека неговите сили ја презеле контролата врз селото Максимилијанивка, кое се наоѓа на помалку од 10 километри од клучниот град Куракове во источниот дел на Донецк, Украина. Оваа област е една од главните цели на руските напади, кои се обидуваат да го достигнат логистичкиот центар Покровск, 50 километри северно. Ројтерс не може самостојно да ги потврди овие информации. Украинската армија извести дека во текот на изминатите 24 часа успеала да одбие 36 од 45 руски напади кај Куракове. Според украинскиот воен блок Deep State, контролата над Максимилијанивка останува спорна.